Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе продолжиме со обработка на второто послание до црквата во Солун. Во претходната епизода стигнавме до стих 3 од првата глава. Доминантна тема во овој дел од посланието е прогонството низ кое минуваа верниците во градот Солун во првиот век. Целта на Павле, Сила и Тимотеј беше да ги поттикнат тамошните христијани да не се обесхрабруваат поради маките со кои се соочуваат. Вистина е дека овој свет ги отфрли, но Бог ги прифати и тоа е поважно од се. И самиот нивни Господ и Спасител Исус Христос беше отфрлен од светот. Покрај другото, Павле и неговите соработници сакаа верниците во Солун да знаат дека тие нивни страдања еден ден ќе завршат, а оние кои ги измачуваат ќе се соочат со Божиот праведен суд. Да почнеме со читање на посланието. Стих 3. Должни сме секогаш да му благодариме на Бога за вас, браќа, онака како што прилега, затоа што верата ваша необично многу расте и заемната љубов кај сите вас изобилува. Знаете, кога некој минува низ одредени тешкотии, неволји и страдања, се очекува дека верата на таа личност може да биде ослабена. Но тоа не беше искуството на верниците во Солун. И покрај сите неволји низ кои минуваа, нивната вера необично многу растеше. Наместо неволите да го растурат единството во црквата, тие уште повеќе ја потикнаа љубовта помеѓу верниците. Прогонствата имаат таков потенцијал. Иако сатаната ја прогонува црквата со цел да ја растури, сепак, кога верниците цврсто се држат до Господ, прогонството не само што нема да ја растури црквата, туку може да ја зајакне. Стих 4. Така што ние самите се фалевме со вас во Божите цркви за вашето трпение и вера и покрај сите прогони и маки што ги поднесувате. Верниците во Солун минуваа низ прогони и маки, а сепак трпеливо ги поднесуваа сите тие страдања. Тие беа толку примерни во нивното поведение, што Павле вели за нив дека тој, Сила и Тимотеј се фалат со нив пред другите цркви. Можам да замислам како тоа изгледало. Кога некој од нив бил во црква каде верниците не ги поднесуваат прогонствата добро, тој би рекол: угледајте се на христијаните во Солун. Тие страдаат дури и повеќе од вас, но наместо да се жалат, наместо да се обесхрабруваат и разочаруваат, и покрај страдањата растат во верата, љубовта и трпението. Патем, зборот трпение кој се користи во овој стих е навистина интересен. Неговото описно значење е да се биде поставен или да се стои под нешто. Со други зборови, и покрај тоа што минуваа ни страдања, верниците во Солун беа трпеливи, односно останаа под Божиот авторитет и не отпаднаа од верата. Кога се соочуваме со страдања, повеќето од нас сакаат што побрзо да излезат од таквите ситуации. Но, за да излеземе од страдањата, некогаш е потребно да излеземе и од Божјата волја, а тоа е премногу голема цена. Верниците од Солун можеа да ги избегнат страдањата, доколку се откажеа од верата во Господ Исус, но останаа трпеливи, односно останаа под неговиот авторитет, макар и по цена на своите животи. Преку Светото Писмо, Бог јасно ни кажува дека ќе се соочиме со неволји и проблеми во овој свет. Во прво послание на Петар, глава 4, стих 12, апостолот Петар вели: Возлюбени, не чудете се на огненото искушение, што ви се праќа за да ви испита, како нешто необично да ви се случува. Значи, верниците воопшто не треба да се изненадени кога се соочуваат со огнени искушенија. Вистина е дека во првиот век најчесто тие искушенија доаѓале од прогонствата, но какви и да се,
искушенијата се својствени за сите христијани. За сега црквата не е прогонувана во поголемиот дел од светот, но никогаш не се знае кога тоа може да почне. Ако некој од вас е лично прогонуван поради верата во Господ Исус, еве што вели Петар во следниот стих од неговото послание. Ако учествувате во страдањата Христови, тогаш радувајте се, та кога ќе се јави неговата слава, да се зарадувате и развеселите. Со други зборови, прогонството за верата е прилика при која можеме да учествуваме во страдањата на Господ Исус, односно, како и тој, да страдаме не затоа што сме сгрешиле, туку бидејќи ја исполнуваме Божјата волја. Во стих 16 од таа глава Петар вели: но ако страда како христијанин, да не се срамува, туку да го прославува Бога за такво учество. Продолжуваме со читање на второто послание до Солуњаните. Стих 5. Тоа е доказ за праведниот Божји суд, дека вие ќе се удостоите со Царството Божјо за кое страдате. Дали ова значи дека преку страдањата можеме да го заслужиме нашиот дел во Божјото царство? Се разбира дека не. Во Божјото царство ќе имаат учество само оние кои се спасени преку Божјата благодат со вера во Господ Исус. На ниту еден начин човекот не може да го заслужи влезот во царството. Верувам дека поентата на Павле е преку овој стих да ги охрабри верниците во Солун и да им даде до знаење дека преку страдањата Бог ги подготвува за неговото царство. Стих 6. Бидејќи справедливо е пред Бога да им ги врати маките ваши на оние што ве мачеа. Ке дојде ден кога оние кои ги прогонувале христијаните ќе застанат пред Бог и ќе добијат праведен суд за своите дела. Интересно и тоа што и апостолот Павле, пред да биде христијанин и апостол, исто така ги прогонуваше христијаните. Но, кога поверува во Господ Исус, неговите гревови беа простени и Бог му даде нов живот. Оние кои ги мачат христијаните ќе се соочат со маки, но што ќе биде со оние кои ги трпеле тие маки? Стих 7. А вам, намачените, да ви возврати спокојство заедно со нас, кога Господ Исус ќе се јави од небото со ангелите на својата сила. Мачените ќе добијат спокојство. Всушност, сите христијани ќе влезат во спокојството на Божјото царство. Искрено ќе ви кажам дека со нетрпение чекам да го искусам тоа. Стихови 8 и 9. Во распламнат оган да им се одмаздува на оние кои не го познаваат Бога, кои не го послушаа Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. Тие со вечна погибел ќе бидат казнети далеку од лицето на Господ и од славата на неговата моќ. Ова се однесува на казната со која ќе се соочат сите кои не поверувале во Евангелието на Господ Исус. Да, во Светото писмо се вели дека сите кои не поверувале во Евангелието ќе се соочат со Божјиот суд. Знам дека на нас луѓето не ни се допаѓа кога слушаме за Божјиот суд. Повеќе сакаме да слушаме за Божјата љубов, за тоа како Бог сака да напредуваме, да не благослови и слично. Но писмото е јасно дека на човекот му се дадени две опции: да поверува во Евангелието и да добие вечен живот, или да го отфрли Евангелието и да добие вечна смрт. Вечниот живот се однесува на живот во вечноста, поминат со Бог во блаженство. Вечната смрт се однесува на вечно измачување, кое трае цела вечност, минато со сатаната, демоните и сите кои не поверувале во пораката на Евангелието. Некои велат дека не е фер тоа што Бог ќе ги остави луѓето вечно да се измачуваат во пеколот. Но Бог нема да го направи тоа спротивно на нивната волја. Додека се тука на земјата, Бог на луѓето им дава избор.
Ако тие се одлучат за живот без Бог, тие по автоматизам се одлучуваат за вечност без Бог. На некој начин Бог само ја почитува волјата и одлуката на поединецот. Ако му кажете не на Бог додека сте тука на земјата, зошто би му кажале да во вечноста? Апостолот Павле вели дека оние кои не поверувале во Евангелието ќе бидат казнети со вечна погибел, далеку од Господовото лице. Така што изборот е ваш, но знајте дека тоа што ќе го одлучите во овој живот ќе има последици не само тука, туку и во вечноста. Ќе продолжиме со читање на текстот. Стихови 9 и 10. Тие со вечна погибел ќе бидат казнети далеку од лицето на Господ и од славата на неговата моќ, кога ќе дојде тој за да биде прославен во оној ден сред своите светии и да му се восхитуваат сите оние што поверуваа, а исто така и вие, бидејќи со вера го примивте нашето сведоштво. Со намера повторно го прочитав стих 9 заедно со стих 10. Бидејќи во нив ни е представен јасен контраст помеѓу неверниците и верниците. Да ве потсетам дека во првиот век црквата во Солун беше прогонувана од неверниците. Се чинеше дека оние кои не се христијани владеат и напредуваат, а оние кои се христијани се угнетени. Преку овој дел од посланието, апостолот Павле всушност кажува дека ситуацијата можеби е таква привремено, но од перспектива на вечноста е сосема поинаква. Верувам забележавте како во стих 9 тој пишува за казната на неверниците, а во стих 10 пишува за благословот кој ќе го добијат оние кои поверуваа во Евангелието. Знаете, голем број на луѓе веруваат дека пеколот воопшто не постои. Некои од нив дури и со подсмев гледаат на идејата за постоењето на пеколот. Други веруваат дека за многумина пеколот е тука на земјата, каде живеат во ужасни услови. Навистина ми е жал за тие луѓе кои живеат во ужасни услови и христијаните треба да се трудат да им помагаат на тие луѓе. Но, без разлика колку се големи страдањата на луѓето тука на земјата, сепак, тоа не е пекол. Втората светска војна не беше пекол. Чумите и болестите кои одзеле многу животи во средниот век не беа пекол. Пеколот е место кое е зачувано за сатаната, демоните и оние кои не чекореле по Христовиот пат. Токму затоа јас верувам во потребата за проповедање на Евангелието, бидејќи што поголем број на луѓе треба или повторно да слушнат или да знаат дека Божјата рака се уште им е подадена и вратите на милоста им се уште отворени. Јас верувам дека луѓето првично треба да слушаат за Божјата љубов, дека Бог ги сака, дека тој го даде својот син за нив да им понуди благословен живот тука на земјата, како и живот со него во вечноста. Но тоа е само еден дел од Евангелието, кое ни кажува дека луѓето се грешни и ако не добијат простување за тие нивни гревови, ќе мора да се соочат со последиците од своите постапки. Тие последици се очигледни првично тука на земјата, бидејќи гревот влијае на секој аспект од нашите животи, но тие последици се уште поочигледни во вечноста. Евангелието се однесува на сегашноста и иднината на луѓето. И затоа треба секоја недела да се проповеда во црквите. Затоа треба да се споделува со луѓето кои ги сретнуваме во текот на неделата. Не велам дека треба да сме досадни и само за тоа да зборуваме со нашите семејства, пријатели и колеги, но кога ќе се даде прилика, би требало да ја искористиме и да им кажеме за Божјата љубов. Кога зборуваме за Божјата љубов, неминовно е да зборуваме и за човековиот грев, а на луѓето не им се допаѓа кога ги нарекувате грешни. Но наша одговорност е во љубов и со грижа да им ја кажеме вистината.
Човекот кој не сака да слушне дека е грешен е ист како пациентот кој не сака да чуе дека има рак. Таквиот можеби не сака да слушне што докторот има да му каже, но тоа не ја менува реалноста дека во неговото тело има рак. Исто е и во однос на гревот. На луѓето можеби не им се допаѓа да слушаат дека се грешни, но тоа не го менува фактот дека во нивните срца има грев. Добрата вест е што Бог не само што не соочува со нашата духовна диагноза, но ни дава и соодветна терапија. Бог не само што ни кажува дека имаме духовна болест, која се нарекува грев, но и ни го даде решението во Господ Исус Христос. Значи, во стиховите кои ги прочитавме, Павле пишува за судот врз неверниците, како и за благословот кој ги чека христијаните. Тие негови зборови требаше да донесат утеха во срцата на верниците од Солун кои беа прогонувани за верата. Продолжуваме со читање, стих 11. Затоа и се молиме секогаш за вас, да ви удостои нашиот Бог за звањето и да ја исполни со сила секоја желба за добрина и секое дело на верата. Врз основа на сето тоа што Павле досега го напиша за идниот суд на неверните и идните благослови за верните, тој вели дека заедно со Сила и Тимотеј се молат верниците да останат истрајни во верата и повикот кој го имаат. Со други зборови, тој како да им вели: ние се молиме на Бог да ви даде сила да не се откажувате. Стих 12. Та да се прослави во вас името на нашиот Господ Исус Христос и вие во Него по благодата на нашиот Бог и на Господ Исус Христос. Ова би требало да биде целта на секој христијанин. Преку неговиот живот да се прослави името на Господ Исус Христос. Без разлика со што се соочуваме, како христијани, ние со Божја помош треба да се стремиме да го прославиме Господ Исус. Ако дојдат неволји и проблеми, да го прославиме Господ додека се наоѓаме во нив. Ако дојде некаков успех во животот, да го прославиме Господ и во тие околности. Знам дека не е секогаш лесно и едноставно да го прославиме Бог кога се наоѓаме во тешки околности и затоа не можеме да го направиме тоа без силата на Светиот Дух. Но, без разлика во какви околности се наоѓате моментално, дали се чувствувате премногу благословени или се чувствувате потиштени, мојата молитва за вас е да бидете истрајни во верата и во се што ви се случува да го прославите Господ Исус. Низ годините јас имав прилика да се сретнам со христијани кои дури и во големи болки и страдања знаеа како да го прослават Господ. Верувајте ми дека од нив научив многу повеќе за верата отколку од некои пастори и проповедници. Тука ќе го завршиме денешното проучување, а во следното ќе почнеме со обработка на глава 2. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.